26 глава. Неговото избавување. Мелиса беше загрижена затоа што нејзиниот сопруг беше привлечен кон алкохолот. Марк не беше алкохоличар, но манифестираше симптоми кои потсетуваат на неговиот татко, кој беше алкохоличар. Таа се молеше за кршење на секаква слична тенденција, која можеби беше пренесена врз нејзиниот сопруг, а исто така се молеше ниту нејзините деца да не ја наследат таа слабост. Таа го молеше Бог да ги заштити сите, дури и од симптомите на алкохолизмот. До денес нејзиниот сопруг не стана алкохоличар, ниту пак нејзините тинејџери покажуваат знаци за тоа. Таа знаеше дека Божјата сила, како одговор на нејзините молитви, е таа што ги заштити сите од наследување на оваа состојба. Стефани беше мажена за Джейсон само кратко време пред да свати дека тој се бори со дух на похота. Тоа не беше затоа што тој не ја сакаше, тој се справуваше со гревот од своето минато, промискуитетен начин на живот од кој никогаш сосема не се оддалечи, ниту пак се откажа. Откако таа свати дека тоа е нешто во кое тој беше заробен, почна да се моли за негово избавување, бидејќи тој исто така го посакуваше тоа. Набрзо беше ослободен. Секому му е потребно избавување во одреден момент, бидејќи постојат разни работи кои можат да не доведат до робство. Бог тоа го знае, зошто Исус би дошол како избавител, доколку не ни беше потребен избавител. Зошто би не поучувал да се молиме, избави не од лукавиот. Евангелие според Матеј, 6 глава, 13 стих. Доколку немавме потреба да бидеме избавени. Зошто тој би ни ветил дека ќе не избави од искушенијата? 2 Петар, 2 глава, 9 стих. Од злобен човек, Псалм 14, 1 стих. Од нашите самоуништувачки тенденции, Пословици 24 глава, 11 стих. Од сите наши неволи, Псалм 34, 17 стих. И од смртта, 2 Коринќаните, 1 глава, 10 стих. Доколку тој не планира на вистина да го направи тоа, тој е подготвен и сака да го прави тоа. Ние само треба да побараме. Повикај ме во тежок ден, јас ке те избавам, а ти ке ме прославиш. Псалм 50, 15 стих. Нели е утешително да знаеме дека кога се чувствуваме заробени од смртните окови на нашите околности, Бог го слуша нашиот плач за слобода, тој ги гледа нашите потреби. Зашто се јави од светата своја височина, Господ од небесата погледна на земјата, за да ги чуе овкањата на окованите, да ги ослободи осудените на смрт. Псалм 102, 19 и 20 стих. Колку е прекрасно што можеме да бидеме сигурни дека кога ни се чини дека не постои излез, Бог може чудесно да не крене и да не избави од секаква стапица. Псалм 25, 15 стих. Кому не му е потребно тоа? Дури ако на твојот сопруг му е тешко да признае дека му е потребна помош. Некои мажи се чувствуваат неуспешни, доколку не можат се сами да направат. Твоите молитви се уште можат да бидат инструмент за тој да најде избавување. Можеш да го замолиш избавителот да го ослободи од се што го заслепува. Можеш да застанеш цврсто преку твоите молитви против непријателот кој се обидува да го зароби. Христос не ослободи за да бидеме слободни. Според тоа, стоите цврсто и не починувајте му се пак на робскиот јарем. Галатите, 5 глава, 1 стих. Најдобриот начин на кој јас знам да застанам цврсто е да го облечам сето Божјо оружје. На тој начин јас се молам за себе си и за мојот сопруг и сфатив дека така е најефикасно. Место да ти објаснувам, дозволи ми да ти покажам како да се молиш. Молитва.
Господе, Ти рече да те повикаме во време на неволја и Ти ке не избавиш. Псалм 50, 15 стих. Јас те повикувам сега и те молам да донесеш избавување во животот на мојот сопруг. Ослободи го од се што го заробува. Ослободи го од, именува ја специфичната работа. Избави го брзо и биди му заштитник и прибежиште за да го спасиш. Псалм 31, 2 стих. Избави го од рацете на непријателот. Псалм 31, 15 стих. Доведи го до место на разбирање, каде што ќе ги препознае делата на злото и ќе повика кон тебе за помош. Ако избавувањето за кое се моли не се случи веднаш, чувај го од обесхрабрување и помогни му да има вера дека ти започна добро дело во него и дека ќе го завршиш. Филипјаните, 1 глава, 6 стих. Дај му сигурност дека и во најбезнадежната состојба, кога ќе му се чини дека не може ништо да промени, ти, Господе, можеш да промениш се. Помогни му да свати дека нашата борба не е против крв и месо, туку против управителите, против властите, против световните мрачни сили на овој свет, против духовните сили на злото на небесата. Ефешаните, 6 глава, 12 стих. Се молам да биде силен во Господ и да го облече сето Божјо оружје, за да може да му се спротивстави на лукавството на ѓаволот во зол ден. Помогни му да се препаша со вистината околу половината и да го облече оклопот на праведноста, да ги обуе ноцете со подготвеност за Евангелието на мирот. Помогни му да го земе штитот на верата, со кој ќе може да ги угасне сите огнени стрели на злиот. Се молам да ги земе и шлемот на спасението и мечот на духот, кој е Божјото Слово, да се моли со секаква прозба и молитва во духот, да бдее со сета истрајност и да остане силен до крај. Ефешаните, 6 глава, од 13 до 18 стих. Мокини алатки. Господ е моја карпа, моја тврдина и мој избавител, Бог мој, засолниште мое, во кого се засолнувам, мој штит, сила на спасението мое и крепост моја. Ке го призовувам Господа, достоен за слава, и ке се спасам од непријателите своји. Псалм 18, 2 и 3 стих. Бидејќи се надеваше во мене, и ќе го избавам, и ќе го заштитам, зашто го позна името мое. Псалм 91, 14 стих. Тој посегна од висините и ме прифати, па ме извлече од многуте води. Ме избави од силните мои непријатели и од оние кои ме мразат, од оние што се посилни од мене. Тие се кренаа против мене во денот на мојата несреќа, но Господ беше потпора моја. Ме изведе тој на пространо место и ме избави, зашто ме засака. Псалм 18, од 16 до 19 стих. Зашто ти ја избави душата моја од смрт, а и ноцете мои од сопнување, за да одам пред Бога во светлината на живите. Псалм 56, 13 стих. Духот на Господ е врз мене, зашто ме помаза и ме прати да им донесам радосна вест на бедните, да им јавам ослободување на заробените, прогледување на слепите, пуштање на слобода на напатените. Евангелие според Лука, 4 глава, 18 стих.